Делот од населбата Трајаново Трло, кој допред само неколку дена важеше за депонија која ширеше грда миризба во околината, сега е расчистен и чека на следниот чекор. Жителите од оваа населба со месеци наназад војуваа со несовесните граѓани, на кои најлесно им беше градежниот отпад да го исфрлат на оваа локација. Борбата и војувањето, велат, конечно им се исплати. Во неколку наврати се пожалиле и до локалните власти, чии што па капели исто така не допираат до оние кои ова место го претворија во голема депонија. Од пред 10 дена, Одделението за комунални работи на општина Кочани донесе забрана за исфрлање на секаков вид отпад на ова место. Неколку дена по донесувањето на забраната, просторот беше целосно расчистен. До пред една недела, овој дел од населбата Трајаново Трло важеше за депонија, каде граѓаните од цел град фрлаа секаков вид на отпад. По реакцијата на овдешните жители и проверката на теренот од страна на општинските власти, локацијата е расчистена и важи забраната за фрлање отпад и шут. Од разговорот со дел од граѓаните од околните куќи може да се извлече заклучок дека жителите на Трајаново Трло очекуваат расчистениот простор да се раззелени и да се постави чешма како што се Белска и Минова, или пак да изникне парк кој во овој дел од градот се уште го нема. За нив сега најважно е прашањето што понатаму. Градските власти ја ослободија населбата Трајаново Трло од оваа депонија, при што се чувствува и почистиот воздух во околината. Сепак, града слика на патот кон оваа населба представува уште една дива депонија, која се наоѓа помеѓу населбите Шатровик и Трајаново Трло. Главната разлика помеѓу оваа и депонијата која беше расчистена неодамна е што овде депонијата ја создадоа самите жители кои се населени во околината, а контејнерот кој е поставен за исфрлање отпад очигледно не служи за намената. Сепак, останатите граѓани кои живеат на улицата од спротива се жалат дека се шири лоша миризба и дека побарале контејнерот да биде отстранет, за да домородното население ја заборави навиката да фрла секакво ѓубре и шут на локацијата, која допред некоја година важеше за исклучително зелена, а благодарение на невниманието и негрижата на дел од новонаселените, сега е претворена во ужасна слика.